Добро вечер. Веќе неколку години КОС се занимава со истрагата за увезениот мазут преку РКМ на Капушевски. Во истрагата за злоупотребите со набавката во притвор се тројца, а Јаховскиот Пуцко Петрол е пуштен со гаранција да се брани од слобода. Капушевски остана во притвор. Она за што постои сумнеш е штетноста на мазутот и еколошкиот криминал, кој се уште се истражува и во обвинителството. КОТ истражуваше и за тендерите во РЕК и изградбата на 6 погонски станици во Суводол. И овој тендер го доби фирмата Марковски, но постоја сомнежи за недовршени станици, а вратена банкарска гаранција. Останете со КОТ. Истрагата за мазутот на РКМ и ТЕЦ Неготино се шири во правец на еколошкиот криминал и какво гориво било набавувано и горено во печките за производство на струја. Во ова издание на КОТ објавуваме нови снимки и фотографии од внатрешноста на ТЕЦ Неготино, на која се гледаат остатоци од сулфур, но и примероци набавени од Бугарија, иако според првичниот договор меѓу ЕСМ и РКМ требаше мазутот да се набавува исклучиво од Грција. Од царинат и од пазарниот инспекторат пак ни одговорија дека биле откриени повеќе пратки мазут на РКМ, во кој имало поголемо количество на сулфур, но тие биле исфрлени од пазарот или воопшто не биле пуштени во државата. КОТ открива и детали од истрагите. Зошто се чекал подолг период да се отвори истрагата и да се уапсат осомничените сопственици на РКМ и кои се делата за кои се сомничат? Повеќе од Миомир Серафиновиќ. Снимките од дожакот на ТЕЦ Неготино покажуваат колку отпад од сулфур е собрано со горењето на мазутот за производство на струја. Тоа се остатоци при операцијата за производство на струја во време на енергетската криза во Македонија. Мазутот во себе содржи и сулфур. Максимум до 1% е законски дозволено согласно параметрите од правилникот за увоз на мазут. На 1 тон изгорен мазут, тоа е околу 10 кг сулфур. А РКМ требаше да набави над 378.000 тони мазут, во кој би имало најмногу 3.780 тони сулфур. Во камионски приколки со носивост од 20 тони, тоа се 189 полни камиони со сулфур. После горењето, сулфурот се таложи по дожакот и треба да се прочистува и преработува за да се заштити животната средина од загадување. Поголем дел од процесот е завршен, но тој се уште не е завршен до крај, како што покажуваат снимките кои ги доби КОТ. На прашањата доставени до царината ни одговорија дека РКМ од 2021 досега има увезено 47.530 тони мазут, или во цистерни од по 20 тони, тоа е околу 1900 цистерни. Извршени се само 20 на проверки на мазутот кој го увезува РКМ, и во 1/4 од тие проверени е утврден поголем процент сулфур од дозволениот максимум. Во овој период од 2021-2025 испитани се 23 мостри при увоз на мазут, од кои што кај 6 се утврдени одстапување од квалитетот и сите се вратени назад, односно цистерните со мазут не се пуштени во државата. По детални информации не може да се споделат, истите се дел од истрагата што ја води основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција. При тоа ви известуваме дека царинските испостави во царинската постапка вршат контрола на документите заради правилна примена на законите на увоз на предметната стока. При испитување на квалитетот на мазут во царинската лабораторија се испитува нивото на сулфур, а за правилно распоредување на предметната стока и наплата на давачки, како и безбедност на производите што се внесуваат во државата. Резултатите од ваквата анализа се предмет на понатамошно постапување, што значи дека доколку се утврди ниво на сулфур кој е повисок од законски пропишаниот, не се дозволува внес на стока во државата. За останатите, над 1800 пратки мазут на РКМ,
Не се правени проверки на влез во државата од страна на царината. Но во внатрешната трговија, можност за проверка може да прави Државниот пазарен инспекторат и Инспекторатот за животна средина. Од Пазарниот инспекторат ни одговорија дека за две фирми опфатени со истрагата за мазутот, РКМ и Пуцко Петрол, во последните 5,5 години направени се 20 на проверки. Државниот пазарен инспекторат во периодот од 2020 година до денес има направено околу 20 надзори во посочените правни субјекти, РКМ Доел и Пуцко Петрол Доел, и тоа по различни основи. Дел од надзорите по основ на пренамени на резервоари, дел се по Законот за трговија, дел по Правилникот за квалитет на течните горива и мострирање од резервоарите и од возилата цистерни во увоз и слично. Констатирани неправилности има во делот при вршење на надзор по Закон за трговија и изречена е мерка глоба. Неправилности има и при постапувањето, мострирањето по Правилникот за квалитет на течните горива, со што од 10 надзори со мострирање во околу 4 исто така се изречени глоби и се издадени решенија за забрана за увоз на анализираните примероци цистерни. Значи, при увоз на над 1900 цистерни мазут имало вкупно 43 надзори или контроли, од кои во 10 случаи не бил дозволен внес и увоз на спорниот по квалитет мазут на увозникот РКМ. Проблемот е што е опфатен мал примерок, не повеќе од 2,5% од вкупниот број на увози. Дополнително и тоа што Пазарниот инспекторат го мери квалитетот за да се заштитат од штетни импликации машини, машински делови, горилници и други технички елементи кои при производство користат мазут. А горењето и евентуалните штетни последици од мазутот по здравјето на луѓето и по животната средина треба да бидат проверени од Инспекторатот за животна средина. И сега во купишта документи за увоз на мазут, за проверки на квалитет и анализи за проверка на влијание врз животна средина, треба да влезат истражителите на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Затоа што покрај истрагата за финансиски злоупотреби, МВР им доставило и кривична пријава за екоцид и други тешки кривични дела поврзани со заштита на животната средина и здравјето на луѓето. Код веќе објави дека истрагата е почната, а поради премалку материјал добиен од пријавата на МВР, обвинителството во овој еколошки дел од истрагата за мазутот на РКМ за ТЕЦ Неготино, како прво заминале да ги обезбедат примероците од увезениот мазут доставен во електраната. Примерок треба да се земе од секоја цистерна увезен мазут. Ова е една од теглите, полна со темна течност налик на мазут. Изворот на код тврди дека на оваа тегла стои надпис дека е донесен на 24 декември 2021 година и дека тоа е примерок од мазут донесен во ТЕЦ Неготино. Како таков е предаден и во обвинителството во април. Истражителите и полициските тимови пак на терен, во кругот на ТЕЦ Неготино, нашле стотици вакви тегли и садови со примероци од мазут. Бидејќи не биле обезбедени и биле препуштени на атмосферски влијанија, обвинителството наредило сите тие примероци да се приберат во затворен објект во ТЕЦот, пошто објектот бил пломбиран. Но до обвинителството била предадена уште една тегла, на која е одбележано дека внатре има мазут од Плевен, Бугарија, кој бил испорачан во ТЕЦ Неготино. Обвинителството ги проверува наводите, а истовремено бара и странска лабораторија, која ќе испита каков мазут се горел во печките на ТЕЦ Неготино. Истрагата која е отворена и во која се опфатени сопствениците на компаниите РКМ и Пуцко има многу активности во кругот на ТЕЦ Неготино. А тие активности кои трагаат по докази за еколошки криминал ги попречуваат активностите на самата централа. Во рамките на истрагата пломбирани се и резервоарите за мазут со броеви 1 и 2. Во нив имало остатоци од мазут кои исто така ќе се монстрира и анализира во истрагата. Поради тоа, најмалку 2 месеци ќе доцни конзервирањето на погоните на електраната, планирани да се извршат во април. Во тој процес, повторно треба да се користи мазут, за да ги загрее цевките на инсталацијата. Но сега нема каде да се складира горивото, мазутот. Од ЈСМ ни потврдија дека истрагата им е приоритет, иако има и други причини за застојот.
Прво, при увидот на состојбите во ТЕЦ Неготино, новото раководство затекна недовршени активности кои се однесуваат на клучните мерни инструменти за ниво, проток, температура и притисок. Овие инструменти се од витално значење за безбедно и ефикасно спроведување на процесот на конзервација, како и за идното работење на системот. Со цел да се обезбеди нивна целосна функционалност и точност, иницииравме серија детални компаративни анализи, мерки и потребни зафати за секој инструмент поединечно. Второ, како што сте веќе информирани, во тек се истражни постапки поврзани со набавката и квалитетот на мазутот. Овие истраги се од исклучителна важност и нивниот исход директно влијае на нашите планови за конзервација. Додека траат истражните действија, не можеме да ги преземеме сите планирани чекори во процесот на конзервација кои се директно поврзани со мазутот. Ја следиме ситуацијата внимателно и ќе ги адаптираме нашите планови во согласност со резултатите од истрагата. Во истрагата се бараат и сите податоци од шпедициите кои го обработувале влезот и увозот на мазутот на РКМ. Според досега прибраните податоци имало вкупно 690 засебни постапки на увоз на мазут од страна на РКМ. Дополнително се проверува и дали во ТЕЦ, во резервоарите кои сега се пломбирани, на вистина била источена количина на мазут еднаква на онаа која според документите била прикажана дека влегла во рамките на електраната. Но со бројките кои ги добивме од царината и од извештаите на Регулаторната комисија за енергетика, произлегува дека, иако фирмата РКМ на Радко Капушевски и Ерџан Сулковски имала договори со СМ за продажба на 378.000 тони мазут од увоз, РКМ за 4 години увезла 9 пати помалку, или само 47.500 тони мазут. Според бројките на царината, најмногу увоз на мазут РКМ направил во 2023 година, односно над 26 милиони килограми мазут. А бројките од извештаите на Регулаторната комисија за енергетика покажуваат дека малата компанија, основана од Капушевски, единствено се занимавала со увоз на мазут и не увезувала ниту еден друг нафтен дериват. Огромната разлика меѓу увозот и продаденото на СМ значи само едно, а тоа е дека се докажува тезата на антикорупцијската комисија за комисион или посредување при трговија, односно дека РКМ била посредник во трговијата и добивала процент, а СМ не купувал директно од продавач, туку му плаќало услуги на РКМ. Истрагата сепак е насочена кон делото за злоупотреби и давање лажни податоци на јавен повик или тендер. Делото е поврзано со тоа што при 3 повици за набавка на мазут, СМ смислувало нови услови за набавувачот на мазут, а условите го фаворизирале РКМ. Но на еден од тие јавни повици за набавка, РКМ пријавил дека е способен да носи по 1200 тони мазут дневно, иако тоа не можела да го стори според документите ниту грчката компанија Окта, која произведува и извезува мазут во Македонија. Мазутот РКМ го увезувал од Грција и Бугарија, но се уште се проверува кој друг увезувал за нив и преку таа фирма го препродавал на електрани за производство на струја. Еден од поголемите апсурди е и што РКМ поради огромните сделки за работка оствари големи профити со што влези во кругот на фирми за наплата на така наречениот солидарен данок. Но Уставниот суд сметаше дека тој данок поради големите профити во економската криза не е уставен, па сега РКМ доколку платил веќе нешто за солидарниот данок, ќе може да си ги бара парите назад од државата. И тоа среди истрага за злоупотреби. Капушевски, кој е основач на фирмата РКМ, подолго време патувал кон Дубај каде и престојувал. А Асмир Јаховски, собственикот на Пуцко Петрол, пак почесто престојувал во странство поради што отварањето на истрагата било темпирано да се случи кога двајцата во исто време ќе бидат во Македонија. Тоа се случило во првата половина на март. Па обвинителството ја отворило истрагата за мазутот, а по апсењето бараше притвор за сите екс-менаџери и газди опфатени со сделките со електрани. И Капушевски и Јаховски во судот стигнале со медицински уверенија за здравствени проблеми, а Капушевски дури тврдел дека има проблеми со грбот и не може да биде во притвор. Но надлежниот обвинител, тогашна судија за претходна постапка, му извадил фотографии, како истиот Капушевски, кој во судот се жалел на грбот, пред да се врати во татковината, во Дубај јавал камили, одел на забави и се возел на туристички пустински тури, за што се фалел и на Инстаграм.
Тие негови активности во Емиратите воопшто не одговарале на тешката здравствена состојба која добил како потврда од лекар во македонското здравство. Поради тоа му е определен притвор и се уште е во шутка заедно со ортакот Ерџан Сулковски. Јаховски, пак наместо затворски, доби домашен притвор, бидејќи вложи гаранција во недвижност од €1.000.000 во Карпош, како и 72 милиони денари на сметката на судот. Јаховски се гони за перење на пари, бидејќи обвинителството утврдило дека тој лично добил 72 милиони денари, односно 1,17 милиони евра, како консултантски услуги од РКМ, а парите потоа биле префрлени на сметката на Пуцко Петрол. Истрагата се уште е во тек, а обвинителството, ова за мазутот, сега ја искомбинира со истрагата за се уште активната председателка на антикорупцијската комисија Татјана Димитровска. Таа е осомничена дека издавала службени тајни на поранешниот директор на ТЕЦ Неготино, Небојша Стојановиќ, кој сега е во притвор. Обвинителството тврди дека таа му испраќала документи од предметите на ДКСК за случајот адитив, но и за сделките со мазутот. Остануваме на тема енергетика. 106 милиони денари, односно 1,7 милиони евра му искеширала РЕК Битола на Марковски компани. Битолската фирма требало да демонтира 6 погонски станици од рудникот Осломеј, да ги однесе во рудниците во РЕК Битола и повторно да ги монтира за да почнат да се користат. Како гаранција дека ќе ја заврши работата, оставиле банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на договорот, односно 4,5 милиони денари од 73.000 евра. Работата била завршена, услугата платена, а банкарската гаранција била вратена на фирмата. Но извори во РЕК велат дека и покрај тоа што одговорно лице во РЕК Битола подпишало записник дека работите се завршени, погонските станици во Битола не се комплетирани и не можат да се користат. Дополнително во Суводол била монтирана поинаква погонска станица од онаа што била демонтирана во Осломеј. Тоа го забавува производството на јаглен. Сомнежот е дека и вработени во РЕК Битола и во Марковски компани се подпишале на невистинит документ за завршена работа за да се платат парите. Во меѓувреме, извештајот за работата на ЕСМ за 2024 година покажува дека производството на струја е намалено, а трошоците за производство се поголеми од планираното. Срđan Стојанчов на оваа тема. Во февруари минатата година државниот производител на струја ЕСМ склучува договор за демонтажа на 6 погонски станици од рудникот во ТЕЦ Осломеј. Овие погонски станици, од кои секоја голема колку трикатна куќа и тешка по 80 тони, треба да се демонтираат во Осломеј во близина на Кичево, да се товарат на камиони и да се донесат во рудниците во РЕК Битола, каде што повторно ќе се монтираат. Со оглед на тоа што рудникот Осломеј е речиси исцрпен и јагленот таму е при крај, оваа опрема неопходна за транспортот на јаглен треба од едниот рудник да се префрли во другиот каде што ќе се користи. Сепак, за сега не се планира затворање на ТЕЦ Осломеј. ТЕЦ Осломеј ни требаше многу ни помогна зимоска. Значи, направи универзитетот во Штип, направи сериозен рударски план и ние се придржувавме, значи треба време да се консолидира, меѓутоа ни помогна многу зимоска. Значи останува, не го затвора. За сега ние ништо не планираме да затвориме, сакаме да ги искористиме ресурсите и да го искористиме тоа што го имаме. Оваа скапа, голема и комплицирана опрема служи за транспорт на јагленот и јаловината. Системот функционира така што огромните багери почнуваат да копаат. Ископаното го товарат на фиксна транспортна трака која е поврзана со првата погонска станица. Почетокот на ископот дава сигнал за вклучување на погонските станици, од која секоја има по 4 мотори кои треба да ја покренат транспортната гумена лента по која се превезува јагленот. Секоја погонска станица треба да може да врти 2 километри транспортна лента. Таа е поврзана со друга погонска станица со нови 2 километри лента и така до таму каде што треба да се однесе. Транспортот е километарски. Ако се превезува јаловина, на крајот има огромна машина наречена одлагач која ја истовара јаловината каде што треба. Јагленот со лентите се превезува до дробилка за да може да се користи во генераторите за производство на струја.
Погонските станици од чешко производство со широчина на гумената лента од 140 см ги монтирале чешки стручњаци уште кога се градел рудникот на крајот на 70-тите и на почетокот на 80-тите години од минатиот век. Тендерот за дислокација, вреден 106 милиони денари, односно 1,7 милиони евра, на 14 февруари 2024 го добива Марковски компани, која е и единствен понудувач. Има рок од 1 година да ги демонтира 6 станици, да ги пренесе и да ги монтира на 2 локации во рудниците во Рек Битола, каде што ќе бидат пуштени во употреба. Како гаранција за навремено завршување на работите оставаат банкарска гаранција од 5% од вредноста на договорот, односно околу 73.000 евра. Работите ги почнуваат за 10 дена и ја завршуваат целата работа за само 4 месеци. Овластен службеник од Рек Битола потпишува записник дека работата е завршена и на Марковски компании се исплатени парите. Во јули минатата година на фирмата и е вратена и банкарската гаранција со оглед на тоа што работата била завршена. Само што не била. Извори од Рек Битола велат дека не се монтирани електрокабините, не се положени кабелските траси, барабаните, редукторите и моторите. Нашите извори велат дека во рудникот Суводол биле монтирани поинакви погонски станици од тие во техничката спецификација, односно транспортната лента е широка 120 наместо 140 см. Со тоа Рек Битола прави загуби зашто ги платиле парите, а не може да ја користат опремата што директно влијае на производството на јаглен. Со оглед на тоа што работата официјално се води како завршена, банкарската гаранција е вратена, па Рек не може ни да си наплати штета. Зијанот е 1,7 милиони евра за работата што не била завршена, плюс секојдневни загуби за тоа што не се користи. Вработени во Рек Битола за код потврдуваат дека има донесено најмалку 4 погонски станици, 2 во рудникот Брод Гнеотино и 2 во Суводол. За последните 2 не се сигурни затоа што никаде ги нема. Потврдуваат дека скоро цела година не се пуштени во употреба и оти не се поставени каблите, но предпоставувале дека не се поставени за да не ги украде некој. Велат работите прекинаа по промената на власта и поставувањето ново раководство во рудникот. Вработени во рудниците посочуваат дека треба да се провери дали погонските станици не се украдени затоа што во минатото се случувале и такви работи. Имало кражби на бакарните кабли и делови. Вработените со кои разговаравме се сомневаат дека кратците имаат помош и одвнатре, затоа што и кога не работат, станиците се под висок напон токму за да се спречат кражби. Некој мора да ја исклучи струјата за да им ја олесни работата на арамиите. Нашите извори велат дека претходно од Осломеј била донесена уште една погонска станица која во Битола е пуштена во употреба. Ја донеле вработени во комбинатот под раководство на нивни инженер. Се прашуваат зошто морало да се ангажира надворешна фирма кога е очигледно дека во ЕСМ има луѓе кои тоа знаат и може да го направат сами. Во ЕСМ има скоро 4.500 вработени, од кои повеќе од половината се во Рек Битола. Марковски компани речиси истовремено добива и тендер за дислокација на цел БТО систем за скоро 236 милиони денари, односно 3,8 милиони евра. БТО е кратенка од багер транспортер одлагач. Багерот на овие огромни системи тежи над 400 тони. Самоодната трака е 340 тони, колку што тежи и одлагачот. Рокот и за овој тендер бил 1 година, но извори од Рек велат дека по промената на власта ЕСМ го прекинало договорот, па сега Марковски компани ги тужи и бара надоместна штета. Според електронскиот систем за јавни набавки договорот не е раскинат, но нашите извори велат дека е прекинат, односно не му даваат да работи. Фирмата смета дека на тој начин ЕСМ не се придржува до договорот и бара да му се надомести штетата. Инаку, повеќе од 1 деценија Марковски компани е најголемиот тендерџија во Рек Битола. Само во изминатите 3 години има добиено 50 на тендери вредни десетици милиони евра. Најголемиот тендер од 46 милиони евра за ископ на јаглен и јаловина беше раскинат пред крајот на минатата година поради непочитување на ставките од договорот, па беше склучен нов од 27 милиони евра со фирмата Топлина од Подмоле, која во претходниот период беше подизведувач во тендерите што ги добиваше токму Марковски компани. И додека трошеле десетици милиони евра за ангажирање механизација, ископ на јаглен и јаловина или за браварски и други занаетчиски услуги, државниот производител на струја минатата година заврши со загуба од 123 милиони евра. Извештајот за работата на ЕСМ за 2024 покажува дека компанијата тоне во долгови.
Загубата во најголема мера се должи на укинувањето на субвенциите од владата. Во 2023-та, кога владата го субвенционираше ЕСМ, компанијата заврши со ќар од 5 милиони евра. Во исто време, производството на струја се намалува. Извештајот за 2024-та покажува дека во изминатата година биле произведени околу 3464 гигават часа струја, што е 80% од планираното. Најмногу потврлиле термоцентралите кои произвеле за 28% помалку струја од тоа што било планирано. ЕСМ е нашиот столб на енергетиката и секако дека ние сме свесни дека РЕК е стар капацитет, меѓутоа мора да сме свесни дека и ЕСМ сега вложува во нови обновливи извори, во батериски парк, се прават исто така може да има и флоутинг централа, ќе се прават и останати, значи ние исто така се менуваме. Нема да се фокусираме тотално на РЕК, ќе има и произведена енергија, ќе се зголеми производството и ќе се намали цената. Во извештајот е очигледен и проблемот со кадар кој му предстои на ЕСМ. Само 550 од вработените 4500 луѓе се помлади од 35 години. Над 1100 вработени се постари од 56 години, односно во наредните неколку години ќе заминат во пензија. Извештајот покажува дека ЕСМ за долгорочни кредити должи над 11 милиарди денари, односно 180 милиони евра, и уште 2,7 милиарди денари, односно 45 милиони евра за краткорочни кредити кои треба да бидат вратени годинава. КОТ уште минатата година објави интерни документи од ЕСМ кои покажуваат дека компанијата мака-мачи навреме да ги плати трошоците. Милионските суми кои треба да ги плати ЕСМ не се лесни за плаќање, барем според финансиските картички на ова предпријатие. Немајќи пари, освен од владата, ЕСМ барала пари и од ДБРД, заем склучен со договор за заем за поддршка на тековното работење. За немањето пари известен е управниот одбор на ЕСМ на 20 февруари годинава. Во дописот се вели дека на 12 овој месец е исплатен првиот ануитет од заемот, вреден 8 милиони и 635.000 евра. Ова ја довело компанијата во финансиска криза, доснење за исплата кон домашните и странските добавувачи и по повеќе од 90 дена. КОТ дојде до документ кој покажува дека ЕСМ е пред финансиски колапс. Електрани на Македонија должат на компанијата Симпекс Битола, која има механизација. Сумата е околу 200 милиони денари, или 3 милиони и 241.000 евра, со камата уште 8.000 евра, зашто ЕСМ добило од Симпекс опомена пред тужба. За месеците септември, октомври, ноември и декември минатата година, како и јануари и февруари годинава, не е платено осигурување на имот на осигурителната компанија. Сумата е речиси 1 милион евра. 200 милиони денари или 3 милиони и 241.000 евра. Обврски доспеани од РЕК Битола за странските фирми за месеците септември, октомври, ноември, декември, лани, како и јануари годинава. Управниот одбор е известен и дека втората рата за кредитот од ДБРД на ЕСМ ќе му стаса за наплата во август годинава и ќе изнесува 800 милиони денари, речиси 13 милиони евра, пари кои ЕСМ треба да ги обезбеди. И додека секторот за финансии добивал сугестии, предност за наплатата да имаат обврските кон добавувачите на јаглен и мазут, овој сектор предупредува дека ако се платат овие обврски, тогаш ЕСМ ќе се соочи со тужби и судски спорови кои ќе доведат до зголемени трошоци во работењето. Но и покрај ваквите предупредувања, ЕСМ распишува тендер за ископ на јаглен вреден 46 милиони евра на само една компанија, Марковски компани, но и повик за увоз на јаглен вреден 100 милиони евра. Секторот за финансии апелира. При отпочнување на постапката на јавни набавки секогаш добро да се утврди потребата од стоката или услугата, што се набавува и доколку е возможно, истите да се намалат како би можеле финансиските средства да се искористат за таму каде што се најпотребни. Поради предвидувањата дека ЕСМ може да има финансиски колапс, секторот за финансии предлага
да ги изработува тој финансиските планови за месечно подмирување на обврските, да се плаќа на разумен начин, а обврските да се плаќаат според доспеаноста, согласно месечните примања. Да се депонираат секој месец по 100 милиони денари, за да може да се плати ратата за кредит кон ЕБРД од 800 милиони денари. Да се договори динамика на исплата на фирмите каде се должи, да се потпишат договори со фирмите од каде ќе се навалува мазут и јаглен за да се заштити фирмата од тужби. Секоја подружница на ЕСМ да почне да штеди. ЕСМ не платило сметка за вода на јавното предпријатие Стрежева од Битола. Побарува 767.000 евра. Барањето е старо 90 дена. ЕСМ не платило, па Стрежова е со крајно загрозена ликвидност на предпријатието, а тоа ќе доведе до неможност за исплата на плати, но и да го блокира плаќањето на обврските кон добавувачите. Затоа Стрежево од Електрани на Македонија бара итно да си го платат долгот. Очигледно уште многу истраги ќе се поврзат и со РЕК Битола и со ЕСМ и неговата работа. Ви благодариме што бевте со Код. Се гледаме идната недела во исто време. Имајте пријатна вечер.